COVID-19 пандемијата беше при крај кога Европа ја зафати енергетска криза. Кога се изгледаше лошо, стана и полошо. Војната во Украина само го забрза поскапувањето на енергијата, а го потресе пазарот и на други производи. Пченицата, сончогледот, металите, а светот одамна е глобално село. Цената на млекото достигна 80 денари. Во маркетите веќе се испорачани производи со повисоки цени. Побрза сите да ги наполнат резерварите по стара цена. Од 1 јули струјата поскапува во просек за 7,4%. И додека сите се жалат на повисоките цени, проверките што ги направивме не донесоа до еден зачудувачки податок. Во време на најголемата економска криза во земјава се увезени рекорден број нови автомобили во последната деценија. Како? Нов или увезуван автомобил? Ова е дилема што ја имаат возачите на секаде во светот. Но во земјава, барем во поновата историја, секогаш натежнувал изборот да се купи на старо. Не е тајна дека платите во земјава се такви што многу семејства не ни помислуваат да купат кола од салон за нови автомобили. Па и нас не изненади откритието дека токму во оваа кризна година наеднаш пораснал увозот на нови автомобили. Според податоците од Царинската управа, од почетокот на годинава до крајот на август увезени се вкупно 4983 нови автомобили. Лани во истиот временски период биле увезени околу 20% помалку или 3945 нови автомобили. Ако се вратиме на назад една деценија, нема година во која во првите 8 месеци биле увезени толку нови автомобили како тековнава. 360 степени побара објаснување за овој феномен од повеќе увозници на нови автомобили, но на разговор се нафатија само од еден. Маја Стојановска е извршна директорка на компанијата Autotrade и во автомобилскиот бизнис е 15 години. Според неа, растот на увозот на нови автомобили е само стабилизирање на пазарот кој бил нарушен со COVID-19. Не би кажала дека зголемување на продажба и дека имаме нешто евидентно поголема поверувачка на автомобили, туку би кажала дека пазарот полека заздравува после онли удар што го имаше во 2019 година од пандемија и во 2020 година како резултат на недостаток на чипови. Стојановска не е оптимистка дека стабилизацијата ќе продолжи. Очекува допрва да се почувствуваат последиците од кризата. 6.500 автомобили на годишно ниво е навистина многу мала бројка. Автомобилскиот пазар во Македонија на нови автомобили е многу високо сензитивен на сите економски и политички промени. Значи, сека економска криза или политичка криза кај нас или во регионот, значи веднаш ја осеќаме и се рефлектира во продажба на нови автомобили. И додека пазарот на нови автомобили макар и само привремено расте, бројките од царината покажуваат дека во исто време паѓа увозот на употребувани автомобили. До крајот на август годинава се увезени 13630 половни возила, што е најмалку споредено со сите години од последната деценија. Еден исклучок е 2020 година кога почна пандемијата. Тогаш биле увезени околу 12600 користени автомобили. Во недобрите години, како во 2010-та, во земјава влегувале и по 37300 половни коли. Славчо Матески го води салонот Олимпија Моторс Аутлет, кој продава употребувани возила кои вообичаено не се постари од 5 години. Тој вели дека податоците за увоз на стари автомобили на царината кореспондираат со продажбата. Оваа година бележиме намалување на продажбата во однос на претходните 3 до 4 години. Причината за падот на увозот на употребувани автомобили Матески ја гледа во серијата настани предизвикани од пандемијата. Вирусот го намали производството на репроматеријали. Тоа го намали производството на нови автомобили, што пак ја зголеми побарувачката, а и цената на старите автомобили. Бројот на автомобили кои што беа на европските пазари на тие платформи од каде што ги набавуваме ние половните возила, а и бараните модели кои што се соодветни за овој пазар, скоро и да ги немаше, а и тие што ги имаше цените порасна од 20 до 30% нагоре. Па на тој начин и се намали увозот и продажбата на користени возила.
За разлика од ставовите на увозниците на нови и на половни возила, наидовме и на трето толкување зошто увозот на нови автомобили во Македонија расте, а се намалува увозот на половни. Новинарот Крумислав Барзов, кој повеќе од 20 години го следи автомобилскиот пазар, гледа оптимистички на бројките како на знак за подновување на возниот парк во земјава. Од самото осамостојување на нашата држава, просечната старост на возниот парк ни е 18 години, што е извонредно стар возен парк. Пред се тоа се одразува на безбедноста во сообраќајот и сочувувањето на најскапоценото, тоа се животите на луѓето. Според Барзов, завршува времето во кое се купувало употребуван автомобил од повисока класа наместо нов од пониска. Порано ние купувавме автомобили за да си ја задоволиме суетата и купувавме автомобили за комшиите. Гледајте ме, чудете се. Оттаму имавме огромен увоз на употребувани возила кои беа од поскапата класа, да кажеме премиум возила, но сватија луѓето дека немаат пари ниту да ги одржуваат, ниту да ги задоволат тековните потреби на автомобилот, како што се менување гуми или сервисирање. Па оттаму сега се вртат на порационалниот избор. Во последната деценија во земјава се увезени вкупно 277.268 половни автомобили и само 48.284 нови. Или во просек, на еден нов автомобил биле увезувани 5 употребувани. Годинава тој просек е многу подобар. На еден нов автомобил се увезуваат 3 употребувани. Можно ли е токму поскапувањето да го помести соодносот во полза на новите коли?